Заедно и обединено беше мотото кое не водеше изминатите 6 месеци да работиме, да се дружиме, да спортуваме, да се забуваме сите заедно. Ние, учениците от сите 11 основни училища во општината. Ако ги идеята е голема и целта е ясна, помошно пристигнува от сите страни. И благодариме градоначалникот на општината Гасибово, Министерството за образование и наука, ОПСЕ, нашите приятели, ЈС, Актуел, Метал Дизайн, Италия, Тигрис, а особено на нашите наставници, нашето второ семейство, за поддршката и наслушувањето на сите овие месеци и нашите бројни активности. Овој посебен ден за нас и за општината го отворивме Севите без граници, подготвени од нашите најмали ученици во основното училиште Наумни Морски Борчи. Користите оркестратите на селокиот и музиците на Ода на радост. Ќе ве молам еден аплауз за нив. Секоја голема идеја, што е луѓе кои го била во неа. Човекот да го препозна потенцијалот на нашата идеја, ни овозможи себична подршка и потик да успее. Градоначалникот на општина Гасибово, господин Борис Георгиев, се поведете на сцената. Почитувани, особено сум среќен што денеска кога се одбележуваат 42 години од постоењето на општина Гасибово, ќе уживаме во една посебна манифестација која што представува 10-месечен труд на сите 11 основни училишта кои се наоѓаат на нашата територија, 400 ученици заедно со 100 наставници и родители. Заеднички работеа во 5 активности од проектот Градиме заедничка иднина. На уникатен начин успеа да ги поврзе сите деца заеднички да работат, да создаваат и да се дружат. Половите, етничките и социјалните разлики овие неколку месеци се во заборав. Сигурен сум дека децата ја сватија пораката, дека различностите се оние кои не поврзуваат, кои не потикнуваат да се почитуваме взаемно, да учиме едни за други, да ги отстраниме меѓусебните предрасуди и сложно создадеме едно подобро општество за сите нас. Особено ме радува што овој проект е прв и единствен за меѓуетничка интеграција во образованието, како во општина Гасибово, така и во цела Македонија, и што на сите им се покажавме како македонци, албанци, срби, бошњаци, турци, власи функционираат буквално како едно. Проектот е поддржан и финансиран од Министерството за образование и наука, мисијата на ОПСЕ во Македонија, а носител и апликант е општина Гасибово. Со различни активности, децата ќе не воведат во овој проект со презентација на брошури и водич за општина Гасибово, кои тие го изработија, со модна ревија од реклицирани материјали, со спортски активности, танцови, точки во придружба на хори и оркестар. Гасибово, јас како градоначалник, ги поддржувам сите проекти во подигањето на нови генерации, без предрасуди и посакувам поенергички генерации кои ќе допринесат да изградат успешна и заедничка иднина на општина Гасибово и Република Македонија. Подобар поклон за 42-тиот роден ден општина Гасибово немала. Ви благодарам сите.
Почитуван градоначалник Георгиевски, почитувани наставници и предсе, почитувани ученици. Задоволство ми е, што сум тука денес на обележувањето на Денот на Општината, кој воедно и завршниот настан од грантот кој Општина Газибаба го доби од фондот Градиме мостови за проектот Градиме заедничка иднина. Овој грант е прв кој фондот го има доделна на било која општина, имајќи предвид дека повеќето апликации доаѓаат од основните и средните училиштата низ земјата. I nderuar kryetari i komunës Georgievski, të nderuar antar të bordit ndërtojmë ura, të nderuar mësimdhënës dhe para së gjithash të nderuar nxënës. Kam kënaqësinë të jem sot këtu për të shënuar ditën e komunës, e cila në të njëjtën kohë është edhe ngjarja përmbyllëse e grantit të cilin Komuna e Gazibabës e fitoi nga fondi Ndërtojmë Ura për projektin Ndërtojmë Ardhmëri të Përbashkët. Ky është granti i parë që fondi ka dhënë për një komunë, duke pasur parasysh se shumica e aplikacioneve arrin nga shkollat fillore dhe të mesme nga mbar vendi. Главната цел на фондот Градиме мостове е да ја зголеми меѓуетничката интеракција, разбиранието и интеграцијата во училишната средина, а со тоа директно да придонесе кон зголемување на социјалната кохезија во земјата. Мисијата на ОПСЕ имплементира широк спектар на програм во различни области, но особено ми се допаѓа Градиме мостови, бидејќи директно го допира животот на конкретни млади луѓе како тие кои учествува во овој проект. Qëllimi kryesor i fondit Ndërtojmë Ura është të rritë bashkëveprimin ndëretnik, mirëkuptimin dhe integrimin në mjedisin shkollor, duke kontribuar kështu drejt për drejt në rritjen e kohezionit social në vend. Misioni OSB-s implementon spektër të gjerë të projekteve në fusha të ndryshme, por posaçërisht më pëlqen Ndërtojmë Urat sepse drejt për drejt prek mbi jetën e të rinjve konkret, siç është rasti konkret sonte me nxënësit këtu. Projektot кој го имплементира општина Газибаба ги опфаќа сите 11 основни училиштата од нејзината територија, каде наставата се одбива на македонски и албански наставен јазик. Во активностите се директно вклучени повеќе од 350 ученици, нивни родители, но и нешто помалку од 100 наставници. Преку 55 приготовителни работилници и дополнителни 5 сети на тематски активности, учениците кои учат на различни јазици има можност да бидат заедно, да соработуваат, да се подружуваат и да градат другарства. Projekti që u implementua nga Komuna e Gazibabës përfshin të gjitha 11 shkollat fillore në territorin e saj, ku mësimi zhvillohet në gjuhën maqedonase dhe shqipe. Në aktivitetet kanë qenë drejt për drejt të përfshirë më shumë se 350 nxënës, prindërit e tyre, si dhe diku më pak se 100 mësimdhënës. Nëpërmjet 55 punëtorive përgatitore dhe 5 aktiviteteve tjera tematike, nxënësit me gjuhë të ndryshme mësimore patën mundësi të jenë së bashku, të bashkëpunojnë, të mbështesin njëri tjetrin dhe të ndërtojnë miqësi. Резултатите постигнати во рамките на проектот се повекослоени и постои вистински потенцијал нивните придобивки да се умножат во иднина преку имплементација на нови и унапредени активности. Кон оваа цел ги охрабрувам сите наставници и директори да размислуваат како може да ги надоградат постигнатите резултати.
Rezultatet e arritura në kuadër të projektit janë të shumëfishta dhe ekziston një potencial i vërtet që përfitimet e tyre të shumëzohen e të ardhmen përmes zbatimit të aktiviteteve të reja edhe më të avancuara. Për këtë qëllim, inkurajoj të gjithë mësuesit dhe drejtorët të mendojnë se si mund të përmirësojnë edhe më tej rezultatet e arritura. Во крајот, сакам да кажам дека јас сум работал и живеел во неколку држави и силно верувам дека контактот со луѓе кои се разликуваат е нешто добро и не нешто што треба да се плашиме. Ова е философијата на Градиме мостови и на овој проект. Благодарност до Министерството за образование и наука за нивното учество и поддршката за Градиме мостови и до владите на Холандија, Австрија, Италија и Соединените Американски држави, чии придонеси го овозможуваат работењето на фондот Градиме мостови. И најважно, до сите учесници, наставници, родители и работници од општинската администрација, ви благодарам за вашите напори за унапредување на социјалната кохезија и креирање на заедничко општество. Чест ни е да ве поддржуваме во овие процеси. Në fund, dua t'ju tregoj se kam jetuar dhe punuar në shumë shtete dhe besoj fuqimisht se kontakti me njerëzit që dallohen mes veti është e mirë dhe jo diçka për të cilës duhet frikuar. Kjo është filozofia e fondit Ndërtojmë Urat dhe i këtij projekti. Falenderoj Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës për pjesëmarrjen dhe mbështetjen e tyre të fondit Ndërtojmë Urat, si dhe qeveritë e Holandës, Austrisë, Italisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kontributet e të cilëve bëjnë të mundur ekzistimin e fondit Ndërtojmë Urat. Dhe më e rëndësishmja për të gjithë të pranishmit, nxënës, mësimdhënës, prindër dhe punëtor nga administrata komunale. Ju falenderoj për përpjekjet tuaja në promovimin e kohezionit social dhe krijimin e një shoqërie të përbashkët. Është nder për ne t'ju mbështesim në këto procese. Janë të gatshëm që të paraqiten, persona, ideat të cilave e nxisin edhe komunën, që t'i tërheq ideat për ardhmëri të përbashkët, e cila beson se zëri yt duhet të dëgjohet. Ajo besoi në ideat e saja, na besoi neve, na përkrahu dhe na tregoi që bashk ne mundemi. E ftor koordinatorën e këtij projekti, Anita Angelovska. Промената нема да се случи доколку чекаме некој друг или некое друго време. Ние сме тиот кој очекуваме. Ние сме промената која ја бараме. За секоја голема идеја стојат луѓе кои не се плашат од иднината, луѓе кои се спремни да обликуваат. Личноста чија идеја ја разбранува општината, ги поттикна идеите за заедничка иднина, која верува дека нашиот глас треба да биде слушнат. Таа веруваше во својата идеја, веруваше во нас, не подржуваше и покажа дека заедно ние можеме. Ја поканувам координаторката на овој проект Анита Ангеловска. Почитуван градоначалник на општина Газибаба, господин Борис Георгиевски, почитуван заменик амбасадор на мисијата на ОПСЕ во Република Македонија, господин Джеф Голстен, почитувани наставници, родители, советници во општина Газибаба, почитувани ученици, почитувани гости. Добра вечер. Велат да се биде заедно е почеток, да се остане заедно е прогрес, но да се работи заедно е успех. Ми представува огромно задоволство што стојам денес пред вас.
На завршниот настан и круната на овие месеци, исполнети со бројни активности, изработени заедно. Работевме напорно, се вложивме многу и постигнавме огромни резултати. Навистина сум горда и благодарна на сите вас, на нас, за макотрпната работа, креативноста и трудот вложен во секој дел од проектот. За поддршката која си ја дававме секојдневно. За тоа што покажавме дека зборовите и идеите можат да го променат светот. Ми беше чест да соработувам со вас во текот на овие месеци. Верувајќи во себе, успеавме да се мотивираме меѓусебно, да ги сплотиме едукацијата и креативноста на едно повисоко ниво, да ги надминеме сите препреки. А она што не бодреше постојано, беа задоволните и насмеани лица на учениците, гласноговорници на иднината, во која сите се вклучени, сите се еднакви и сите се наши. Способноста да постигнеме единство во разновидноста, истовремено и тест на нашата заедница Газибаба. Нашето семејство е комплетно кога сите се вклучени. Затоа, крајот го краси делото, не важи за нас. Градиме заедничка иднина е само почеток и успешна приказна. Пример како да продолжиме понатаму и да се справуваме со предизвиците на граѓанското општество. За да се реализира ваква идеја, потребен е тим кој ќе застане зад неа. Координаторите од сите 11 основни училишта од општината во изминатите 10 месеци беа на висината на задачата. Вредно, посветено и заедно се стремевме кон нашата заедничка цел. Тие се прекрасни професионалци, со кои станавме едно семејство. Елизабета Стојановска и Нуран Лимани, 25 мај. Виолета Стоилевска, Дане Крапчев. Светлана Петровска, Наум Наумовски Борче. Анета Чаковска, Крсте Мисирков. Даниела Величковска и Валентина Киевска Njegош. Имране Кривца и Емилија Георгиевска Кирил и Методи. Даниела Димишковска Наум Охридски. Адријана Младеновска Крум Тошев. Магдалена Јанковска Стив Наумов. Татјана Гочкова Григор Прличев. Имавме едно машко во тимот, Никола Попадиновски, од Вера Јоцич, кој вечерва е оправдано одсутен. Но овој тим е само тим од координатори. На сцената гледате многу наставници и во публиката има многу. 100 и повеќе сме заеднички тим кои што во изминатите месеци работеа заедно. Ви благодарам на сите. Ве молам уште еден аплауз за нашиот тим. А сега продолжуваме со презентирање на нашите заеднички активности. Следува сет точки кои ги подготвија најмалите учесници.
валс, соло пеење и ритмичка точка. You have made me what I am, and
Пред вас водечко низ Гасибал. Ова е прв градичен водечко кој е прошетен из нашата општина. Работејќи напред, откривме колку многу убави, културни, историски и образовни се страни во неа. Овој водич ќе да се познае и ќе ви даде како поблиску да се познаете нашата Гасибал. Нашата општина името во периодот на крстото владење по првата творницата на Гасибал. Повеќе двете светски војни се следејќи на отварање на првата творна пиварница и фабрика за култура. Сместена во Скопската Котовина, општината се состои од 10 градови и 16 населени места. Досега општината има 10 градоначалници кои ги водат една жена. Најпознатите компании во Република Македонија се на територијата на општина Гасибал. Општината може да се похвали со голем број образовни институции, спортски објекти и еден културен центар.
Let's make it move, let's make it
Ова е Теош Марија. А ова е Ернест и тука сме да презентираме нашата заедничка активност, изработка на едно план на представници на училиштето домаќин, основно училиште НЕ. Като имидж да презентуем активитетите од Прбашка, по ними и еко флајер. Си препачуваш те школа, никој че школа Филоре немаш. Нашата задача беше преку интеркултурна и меѓуетничка соработка од некој на многу бројни заеднички работилници да се запознаеме подобро, да видиме каква е состојбата со загаденоста во нашата општина, да ги истражиме причините и последиците од загадувањето, да се консултираме со стручни лица во однос на предпремање мерки за заштита од загадувањето и превенција на здравјето, посредувајќи екоплан со препораки за подигање на свеста кај седење. Детира јоне Прбашка, иште, че например баш во ними на интеркултуро, чак такиме вете шумта, баш во ними не повторите ними сама шумта. Че да тој дженте е дојде се ари, цеко со тој мисли да е превенцини пршапети, тук е помуар еко флаери ме предпозиме првите ефекти еспорта да читне. Неколку месечната заедничка работа роди се заеднички плод. Овој наведен повечен број има сепак неспорна вредност, затоа што 33 ученици и 18 наставници од 11 основни училишта размислуваа како еден, за да на крајот на ова плаја апелираат за почиста и поздрава средина во нашата општина Гацина. Пуна јоне Прбашка, насил фруите Прбашка ки флаери фјешти. Нешетите пар, очекав нерте ја за поштене, се пршка кълът двен ценност на детният арсенцар, ганиле школа Филоре конјунктура. Медони се ченен на първият каци флаери за ападон първиятисни мънта пастър, вътрешен дош на комуна зон Газила. Наистина,
Много е свечен ден. Сакаме да донесем топина от сърцата и насмивка на лицата на децата от ДСОС детското село. Събраните средства ги донираме на най-малите и най-милите деца. Humanitarias Corporationen. Jerzit Human Furor. Weiter sehr Geografie na Terra Natura. Da Kadenek Vestita, Duam Special Grofni, na Zema, da Posiciesce na Kultura. Ekonomia da SOS Szate. Ta akurat na Blina, a da moj moto veđenka. Da moto dašina, pomijeta. Dobro večer. Благодарим за вашата помощ. Којшто вечера изразивме во сума од 2500 dinara, кој што ќе бъде на ДСОС село за праќање на младеж од нашиот проект градна следваща година и 40 годишни ветерани на општина Газило. Нека се најде за тие што се подадени. Добре. Ушивање деца, наставници, родители